Кога веќе зборам за надлежностите на Министерството за правда, би сакал да се осврнам и на реформската агенда и законите кои ги подготвивме во изминативе 10 месеци. Рок за носење е јуни 2025 година. Доставен на мислење до Венецијанската комисија. Работната група, ако се заснуваат на насоките на оценската мисија, се: за прв пат прецизно се уредува постапката за разрешување на председател на Судскиот совет, која се поведува по образложено барање од најмалку 4 члена на Советот со право на глас. Се предвидува јавност во постапката и таа не смее да биде исклучена во ни еден случај. Одлуката за разрешување се носи со најмалку 8 гласа. Појаснување на поимот истакнат правник, кој што се подразбира дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство или универзитетски професор по право со најмалку 7 години работно искуство во наставно научно звање. Нивниот углед и интегритет се потврдува со најмалку 3 препораки од универзитетски професори по право, адвокати и суди. Транспарентна постапка за избор на јавен обвинител и прецизни рокови за унапредување на дисциплински постапки. Направена е градација на дисциплинските повреди на лесни, потешки и најтешки и предвидени се соодветни дисциплински мерки според тежината на повредата. Исто така, утврдени се и конкретни рокови до кога мора да се заврши дисциплинската постапка, односно во рок од 6 месеци за прекршоци, објавен нееднаш како дел од проектот Безбеден град. Седнеме доколку има расположение и политичка волја од страна на сите политички чинители. Јас можам да говорам во моје лично име како министар за правда и во дел на политичката партија која што ја представувам.